Добар ден на сите, ви благодарам на воведувањето во овој настан кој што е од посебен значај за нашата држава. Почитувана екселенција господја Росана Дуџак, почитуван господин Набил Ганџи, заменик на ФАО за Европа и за Централна Азија, почитувани представници на националните институции, академија, граѓански сектор, представници на меѓународни институции. Ми представува чест и задоволство да го отворам овој настан со кој го најавуваме почетокот на проектот за јакнување на националните капацитети за прилагодување и ублажување на климатските промени и финализирање на националната работна програма на Република Северна Македонија. Овој проект представува втор проект кој Република Северна Македонија го спроведува во рамки на програмата за подготвителност на Зелениот климатски фонд. Како и во првиот проект, кој го спроведувавме со подршка на Зелениот климатски фонд, и овој проект се спроведува во соработка со ФАО во нашата држава. Една од најважните договори на денешницата, Парискиот договор за клима, представува главна заложба на сите влади, чинители во општеството, но и на сите жители на планетата Земја во борбата за подобро утре. Справувањето со климатските промени е најголем предизвик со кој што се соочуваме денес, но и во годините кои што доаѓаат пред нас. Тука секако би сакала да ја споменам и актуелната битка со коронавирусот, која несомнено е поврзана и со борбата со климатски промени, преку надворешните фактори, влијанието врз економијата, здравјето на луѓето и сите други предизвици кои што стојат пред нас. Во однос на климата, токму во 2015 година беше појдовна точка за големи промени. Со потпишување на Парискиот договор за клима, на Зелениот климатски фонд му беше дадена важна улога во процесот на имплементација на договорот, како еден од најголемите ресурси глобален фонд за спроведување со климатски промени создаден за поддршка на земјите во развој како нашата да одговорат на предизвиците на климатските промени. Фондот и помага на земјите во развој да ги ограничат или да ги намалат нивните емисии на стакленички гасови и да се прилагодат кон климатските промени и има за цел да промовира промена на свеста за ранливоста на влијанието на климатските промени, за што сме сите ние сведоци. Соработката со Зелениот климатски фонд и дава можност на Република Северна Македонија да ги имплементира сите стратешки поставени цели за намалување на влијанието на климатските промени во повеќе сектори, и тоа енергетика, земјоделие, води, транспорт, но исто така и образование, здравство, управување со ризици, а при тоа секогаш да го земе во предвид социјалниот аспект кој што е нужен и неопходен. Преку првиот проект поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам во врска со Зелениот климатски фонд од програмата за подготвителност на Зелениот климатски фонд се формулираше и воспостави национален координативен механизам во соработка со фондот. На денешниот настан, моите колеги кои што се тука, накратко ќе ги презентираат резултатите од првиот проект, но ќе дадат и вовед во планираните активности од вториот проект за зајакнување на националните капацитети за прилагодување и ублажување на климатските промени и финализирање на националната работна програма на Република Северна Македонија. Јас ви благодарам и посакувам успешен настан.